Повеќе од 5 децении штипјанецот Славко Апостолов живее и работи во Германија. Заминал сам, а потоа таму заминала и неговата сопруга. Сега во Германија се и неговите деца и неговите внуци. Пред камерите на Имнет телевизија вели дека имало голем број македонци, па потребна била и македонска црква. Прво биле под германските цркви, но потоа добиле дозвола за градба и почнала изградбата на Македонската православна црква. Секоја недела се собирале на богослужба, за денеска да имаат црква која се посетува од сите македонци во Германија. После договориме направиме Македонска православна црква. И така почнаме. Прво под германските цркви доваѓа за Великден, таму правиме прослави, се дока не купиме своја црква. Купиме своја црква евангелистичка, платиме ја и после тоа држиме со градоначалници сме добри таму и ни дадеа место таму у дворот да градиме нова црква. И полека изградиме, те сега ќе видите на слика и таму сега се збираме. Секоја недела има богослужба, благодарение на отец Душко од Зрновци. Црквата се градела речиси 6 години, со многу работа, посветеност и труд, и тоа е првата македонска православна црква во Германија. Денеска е посетена од голем број верници, има и млади, вели Апостолов, особено за големите празници како Великден и Божик. Па да се изграде 5-6 години требаше. Се полека се граде, ама право Македонска православна црква со унатре, со икони, со стартање и се е направено тоа. Ние сме задоволни, доваѓате од Македонија, гледаат сите и сите вика браво, се е направено. Највише има за Великден и Божик. Највише таму се. И младите доваѓаат таму и прават причест, многу има млади сега. И многу се зберат. Многу. Се, нека дај Господ повише да има, ама тоа е за државата по-лошо тука за Македонија. Младите бегаат таму, стварат нови домови, нови се средини, ама добро е. Македонците во Германија имаат и свој клуб, го негуваат македонскиот фолклор и македонската традиција.